почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денеска пред пратениците во собранието е ребаланс на буџетот за 2021 година. Ова е важен документ кој придонесува кон враќање на претходните стапки на економски раст, кој обезбедува поголема поддршка за економијата и граѓаните со крајна цел целосно надминување на последиците од корона кризата. Клучните цели на овој ребаланс се повеќе пари за капитални проекти, повеќе пари за здравството, повеќе пари за нови мерки за помош и повеќе пари за нови вработувања. 2,7 милиарди евра се издвојуваат за инвестиции во човечкиот капитал, во образованието, во здравството и социјалната заштита, што во споредба со периодот од пред 3 години е повеќе за над половина милиарда евра. Ги зголемуваме и средствата за активни мерки за вработување. Од 1,3 милиарди денари на рекордни 1,66 милиарди денари, односно 27 милиони евра. Ова треба да резултира со нови работни места и дополнителен пат на стапката на невработеност, која сега е на 16%. Споредено по области, со овај ребаланс, за земјоделството се обезбедуваат 3 милиарди денари, заштитата на животната средина се зајакнува преку нова програма за зелен развој со 685 милиони денари, додека за здравството се обезбедуваат дополнителни над 6 милиарди денари. За областа економски работи, каде се вклучени мерките за помош, се обезбедуваат дополнителни 6,8 милиарди денари. Апелираме до сите пратеници, од сите политички партии, низ отворена и аргументирана дискусија да го усвојат овој ребаланс, кој е во насока на градење на стабилна, развојна економија, која ќе продуцира зголемен раст и носи еднаква шанса за сите. Како одговорна државотворна партија, продолжуваме да креираме мерки и политики, што значат поголема поддршка за стопанството, инвестиции во капитални проекти и подобар животен стандард за сите граѓани. Ви благодарам.